Ана, како е Зоран? Што се случува во моментот со него? Вчера, во вторник на 14 јануари, бев кај него во посета, како и секогаш насмејан, позитивен, се чека сега да видиме што, значи се што македонските власти, се што е пратено во Србија е преведено и сега само се чека одлука во судот во Нови Сад и потоа целиот случај од Нови Сад оди во Министарството за правда на Република Србија. Дали му е продолжен притворот? Да, притворот е продолжен на 31. декември 2013 година и е обавестен дека притворот се продолжува за уште 60 дена, затоа што тогаш не дојдоа празници и не беше се готово. Така, ќе има ли екстрадиција во Македонија? Имате ли таква информација? Па, таква информација немаме, али се надеваме дека нема да дојде до такво нешто. Има ли поддршка од Српското здружение на новинарите и од македонското? Се јавуваат ли од ЗНМ? Од ЗНМ немам никакви информации, никој не ме побарал ниту на Facebook, ниту на мејл, ниту на телефон, никој не се јавува од Македонија. Значи, ретко кој сака да го поддржи. И неговите пријатели во групата таму на Фейсбукот од 10.000 и сами видевте има петиција, да. Петиција за него. А од Србија, од Удружењето на новинари Србија, УНС, се јави председница, тоест удружение во Србија и даде сета поддршка и рече дека го пратат случајот, да не се секираме, и од порталот на господинот Гојко Раичевиќ од Подгорица и на Инфоес исто го предложија во УНС за награда на животно дело. Он е соработник со нив.